пред се, ние сме виновни. Проблемот е. Самите нас. Да, проблемот во голем дел е нас. Сега. Вистина е дека и минатиот век, и сега, македонскиот народ, за жал, никогаш не е бил единствен. А секогаш, пошто има тоа, ајде да се обединиме тоа, секогаш е бил поделен. Поделен од надвор и од натре. Еве, од надвор сакат да ни уништат. Од натре, пак, заради странските пропаганди, кога уште од 19 век, па до сега, и истовременно заради и јазот мегу политичарите и народот. Сега, проблемот е, секогаш нашиот проблем е бил тоа, дека мора народната националната опција да победи другата опција. Таа национална опција не успе да победи, знаеме, во 1903 година, победи во 1944. И сега доаѓаме за 1991 година. Победата на 8 септември беше релативна, тоа беше победот на македонскиот народ, кој покажа, повеќе од 95% се изјаснија за независна и самостојна Македонија. Но истовременно државата. Државата беше минирана уште од почетокот. И тоа, ако започнеме, уште во Уставот. Јас многу пати сум кажал, нема устав во некоја земја, каде граѓаните има, да го отвориме нашиот устав, неревидираниот устав, подцртувам, неревидираниот, автентичниот, тоа пријат. Каде граѓаните имат само права. Права за тоа, права за тоа. Дали ќе најдете некаде обврски на македонските државјани, граѓани кон државата? Нема. Како може да почнеш ти држава, ако немаш обврска? Да не зборуваме за законите во однос на државата, за најтешките казни за презавство, така за непочитување на институции, така натаму. Па тие се во крајниот дел на уставот. Во крајниот дел. Значи, тука уште од почеток, кога се структурира државните институции, ние имаме едно промашување, имаме еден хаос. И тој хаос ни се трупа. Трупа ни се со години и што дојде. Се создаде. Како еден синдром. Како синдром. Јас прво со една реченица ќе кажам дека воопшто не се слагам со ставот за членство во Македонија, членство на Македонија во НАТО. И ќе кажам, ако Македонија досега беше влезена во НАТО, ние со вас немаше да бидем во тоа студио. Така што големиот проект ќе бидеше остварен. Така што тоа се апсолутно дефинитивни работи. Второ, јас за среќа имах можност, пошто во Бугарија на 24-25 мај, по изјавата на Путин, имаше директно истерија во сите медиуми, електронски и така и тоа. И имах така можност, пошто вчера нападна една награда во бугарската телеграфска агенција, имах можност директно, знаете, инако може да има цензура, секако, директно да им кажам на тие наводни бугарски патриоти, кои се одират во гради за словенската азбука. За словенската азбука, дека тие практично, еден поранешен министр за надворешни работи сакаше да тоа на Бугарија, сакаше азбуката од кирилица да стане, да се прифати латиница. И тие кои учествуват активно во военни операции против словенството, и тие сега да ми зборуват за... Тоа се лажни патриоти. Тие зборуват за словенската азбука, независно, но е битно не само да користи словенската азбука, а шо пишуваш со таа азбука. Дали пишуваш лаги, дали е точно, а историски е точно. Историски е точно и многу добар беше одговорот на директорката на дирекција информација во Руското Министерство на надворешни работи Марија Владимировна Захарова, која кажа дека во тој период постои Македонија и така што на вистина словенската азбука
доаѓа од македонските земји, а има и нешто друго. Се знае дека старословенскиот македонски диалект во регионот на Солун, тоа е основата. Тоа е основата на писменоста. Бугарија дава словенство. Имало ли жив бугарин во Солун и околу Солун тогаш? Каков е тоа? Читам јас на неписмена министерка за надворешни работи на Бугарија. Ама вика, тоа е создадено по наредба на цар на кнез Борис I. Азбуката создадена. Замислите, Кирил и Методив не се создали азбуката, се создава во тоа. Тоа е апсолутна неписменост. Апсолутна неписменост и еве тоа е тие лажниот патриотизам. Луѓето кои продават и предават словенството и како и во минатото, тие се одират во гради и бранат, во наводно бранат словенската азбука. Така што добро имаше, ако не са го тоа, ако не са го изстрели, можеш луѓето да го прочитат. Пораката на Путин доаѓа врз основа тоа што бугарите не му дозволиле и не му дозволуваат на авионите да прелетуваат преку Бугарија. Видите сега, тука нема врска. Историјата е историја. Историјата е точна. А тоа другото е перверзија. Да? Тоа дека не, тоа е перверзија. Тие си мислат, што си мислат? Имаше уште еден таков случај. Имаше уште еден таков случај кога стануваше збор за руски авион, нали, па не му дозволија и така. Но тоа е перверзија, тоа е потврда на таа марионетна политика, на таа како се викаше, на таа турски збор идричијска политика. Па вие гледате, за жал, тоа не само кај тоа, не само во Бугарија, не само кај Борисов. Јас не зборам за таму другите кои сега дограбија кокал од Каркачанов и други таму аутсайдери. Но станува збор, па гледате го и хрватскиот. Хрватскиот како беше турнат од американците, пошто сакаше да скокне таму да се додворува. И целиот насмеан. Овој го трга, овој се смее. Па тоа е зомбираните луѓе. Сваќате, зомбираните луѓе на Балканот. За жал. И во Србија, и кај нас, и во Хрватска, и во останатите земји. Така, и затоа Балканот е бил буре со барут секогаш кога е немал навистина политичари од државен ранг. Ми дава знак, али сакам најкратко. Дали на американците велите во една анализа дека сака да направат нови белјаджи као бугарите што биле на времето, сега со голема Албанија, значи главни белјаджи кои ќе идат во функција на големите сили да бидат токму членовите или припадниците на голема Албанија. Тука самите албанци се залажуваат. Тие мислат дека сад се американците се борат за голема Албанија. Да. Па не се борат за голема Албанија. Те се борат за да има борба на голема. Тоест, сегашните албанци да бидат во улогата на бугарите од минатиот век. Знаете, тогаш руската политика намерно така ги искористи со надеж дека ќе направат голема Бугарија, па тие отвараа фронтови и губеа. И јас за тоа викам, историјата се повторува и сега тие новите, како вие викате, беладжи со така мек збор, а тие ќе завршат многу полошо од бугарите, ќе завршат минатиот век, но тоа е неминуемо. Тоа ќе биде. Пошо голема, тука нема да има големи држави. Големи држави уште повеќе е смешно. На Балканот, но таа територија со тоа па сметнато е дека претензиите на сите балкански држави, ако се бидат задоволени, Балканот мора да биде 4, некои велат 5 пати поголем како територија за да се задоволат амбициите. Значи тоа ќе бидат искористени па фрлени. Па ќе искористени и така е било нееднаш. Ама тука мора да има памет. И така наречените македонски политиканти. Па ете така да. Измеќарите, за тоа борам. Ние сега имаме народ, мора да најдеме авторитетни квалитетни политичари со македонски дух. Тоа е најбитно.